на сите и добре дојдовте во мојот нов влог. Денес ве земам со мене. Јас сум слободна од работа и имам некои други обврски што морам да ги завршам. Пазарење, некои обврски низ дома и некои обврски в град. Што сакав да ви кажам? Најпрвен сакам да се благодарам за сите што ги гледате моите видеа, претходните видеа, каде што се спремав за роден ден. Многу ми е мило што ви се допаѓаат видеата и многу ми е мило што сакате вакви обични влогови, затоа решив почесто да ви снимам. Друго нешто што сакав да ви кажам е дека за еден месец одам на одмор и порачав некои работи од Shein и некои работи од јас мислам Temu или AliExpress, не сум сигурна. Тоа наскоро ќе стигне и ќе ви покажам хол. Не сум сигурна дали денес или деновиве, но штом ќе стигне ќе ви снимам. Од Shein порачав некои летни работи, фустани, такви некои работи, сандалки за лето, па се надевам ќе стигнат во убава состојба. Сега одам в град да завршам некои работи, после тоа пазарам и ве носам со мене. Сега правам ручек, бев да испазарам, купив некои ситници што ни требаат. И сега може да направам нешто за јадење. Јадењето е готово. Сега одам да јадам, да гледам малце филм и почнувам со нешто друго. Најтешка навика, од која што никогаш мислам дека нема да се откажам, е гледањето телевизија дури јадам. Не сум сконцентрирана на тоа што го јадам, туку на тоа што го гледам. И секогаш јадам поиќе од колку што треба. Но тоа што е, тоа ми е единствено нешто што така обожавам да го правам. Сега гледам еден филм, мислам дека ви го спомнав во претходниве видеа, турски. Јас го гледам со англиски превод на YouTube, Be My Sunshine. Сите што сакаат романтични филмови, слободно гледајте го. Само да го најдам. Јас се најадив, изгледав една епизода и сега одам да ги вадам свеќината. Потек, чорба и мазник. Видете. Мазникот е готов. Овде имам уште еден. И чорбата е готова. Преубава е. Ете, може да видите, скоро е готова. Неколку дена покасно го продолжувам овој влог. Моментално сме во Нюрнберг, како и да е правилно. Сега се враќаме за дома, тука бевме само до аеродром и се враќаме дома. Заборавив да ви снимам како тука изгледаше прекрасно.
разбира Макдоналдс. Малце ке јадиме. Овде е толку многу жешко. Лицево, тука многу нешто ми се воспале. Не знам што се случува, но сакав да ви кажам, овој влог го прекинав кога бевме Нюрнберг, после тоа еден ден бев слободно, тоа беше вчера, малце се сончав, малце фатив боја, сега така не се познава, но беше многу жешко. Денес е малце различно, дува ветер, ноќеска се разбудив многу врнеше. За прв пат ова лето ги обесив алиштата да се сушат надвор и ги заборавив, тоа е најсмешно. И во 4 сато кога слушнав, јас спиев, кога слушнав дека врни, не можев да одам да ги собирам. Затоа денес уште еднаш ги преперив и ги обесив дома да се сушат. Така да што сакав да ви кажам, времево е многу жешко, баш е само за на одмор. Од вај чекам да одам на одмор и се уште не знаеме каде ќе одиме, немаме резервација, иако знам дека како што иди времето е многу тешко да се резервира, но тоа што да се прави, се уште немаме резервирано. На почетокот на овој влог ви кажав дека ми порачано некои работи, тие веќе стигна, после овој влог ќе гледате најверојатно Shein haul. Има вистина прекрасни фустани, имам порачано и има неколку работи што треба да ги вратам, но ќе видите. Што сакав друго да кажам? Сега одам малце да се нашминкам, малце се дотерам, да исушам косава и да ви го снимам тоа видео, а после тоа најверојатно ќе иде уште еден влог после него, но морам да видам. Јас работам уште цена се можеби 5 дена во овој месец и после тоа нашиот ресторан се затвора поради реновирање, не знам дали тоа го спомнав, така да ќе имам некои 5-6 дена слободни пред да заминам на одмор. Ова е еднаш во 100 години да се погоди така, затоа што секој пат кога одам на одмор толку многу брзам, толку многу сум изморена да исчистам, да се спремам, да не оставам нешто пример во фрижидер и такви работи, но овој пат за среќа ќе имам време да ги спремам сите работи, така да ќе можете да ги гледате моите следни влогови како тоа јас се припремам за на одмор. Вчера правев еден рецепт, тоа се овие медењаци, кои што повеќе се за нова година, знаете оние медењаци што се прават за празниците, но многу ме интересираше затоа што рецептот беше многу чуден и досега немам правено такво нешто. Во рецептот ќе ви оставам линк, доколку сакате пишете ми во коментар. Најпрво се вријаше млетот со шеќерот и после тоа се додава сода, бикарбона и брашно. Искрено многу се вкусни и изгледаат прекрасно. Јас најмногу ги правев за декорирање, знаете оние колачиња што ги декорирам. Еве вака изгледаат од назад и мислам дека ова ќе успее што планирам да го правам. Друго нешто, порачав вакви паковки за колачиња, затоа што секој пат кога ќе направам колачиња немам во што да ги дадам на некој или да ги поклонам, затоа овој пат порачав и вакви како торбина. Знаете, тука оваа трага се вади и се лепи и изгледа како запаковано. После тоа ги порачав овие како нелончина што се за затворање на тенјерчиња. Не знам дали некогаш ви ги имам покажано, но ова е предобра работа, да не мора да користите цела кеса за едно најлонче. Момент.
Еве вака изгледат и овие се тегнат затоа што имаат тука ластик и можете да поклопите некое тајнерче, тенџере или што и да е за во фрижидер. И последно нешто се овие кеси за или за шлак или за кралска глазура со кои ги украсувам бомбоните, простете оние колачињата. Така да, ова стварно ми требаше, затоа што со вакви ги украсувам и тортите, а за брзо време имаме еден роден ден, каде што исто така сестра ми ќе прави торта, па ни треба вакви кеси. Тоа е тоа што се однесува до ова видео. Доколку ви се допадна, ставете лайк, subscribe. Немојте да го пропуштите моето видео за облека од Shein, а ние се гледаме наскоро. Чао!